Драги наши почитувани гледачи, добро ни дојдовте во најновата музичка емисија Наша сцена. Во следните 30 на минути некаде од прилика ве покануваме да бидете заедно со нас, бидејќи во оваа емисија гостинка ќе ја имаме добро познатата фолк легенда на македонската музичка сцена Благица Павловска. Останете со нас. Мораш душо да ме разбереш, и село Скопје, добро утро Македонијо, не можам да те заборавам. Се многуте хитовски рефрени кои Благица Павловска ги испеа во 90-тите години. Таа во разговорот кој што го обавивме во импродукција открива дел за тоа како настанале сите тие хитови, а посебен осврт имавме кон новиот дует заедно со Владко Алексовски, песната Дома ми е најубаво. Тие за оваа песна снимеа видеозапис во преубавото живописно Вевчани, повеќе од разговорот кој што следи. Драги гледачи, гости во продукција на мое огромно задоволство се добро познатите, легендата можем да кажеме на македонската фолк музика пред се, Благица Павловска и веднаш до неа Владко Алексовски. Добро ни дојдовте. Благодарам, добро ве најдовме и поздрав до сите гледачи на NTV. Така. Еве мојот колега, јас и Влаче повторно заедно со ново песниче, јас да кажам малку побрзо. Драго ми е што сме гости во вашата емисија. Инаку јас и не се сеќавам кога бев последен пат. Одамна. Значи не сте не заборавиле. Никако. Повели Влаче, поздрав еден. Срдечен поздрав до ценетата публика крај малите екрани. Секогаш во студиото на импродукција се чувствувам како дома, бидејќи сум вас долгогодишен соработник. Секогаш доаѓам тука кога имам новитети и нешто ново да промовираме и да презентираме на нашата ценета публика. Така и оваа средба не е случајна, како што и ништо не е случајно во животот. Со Благица имаме веќе трет дует, заеднички проект. Пред повеќе од 15 години снимивме еден дует, многу љубовен, голем хит. Како резултат на таа соработка и на тој успех, пред извесен период снимивме втор дует на темата Моето срце чука за тебе. Верувам во текот на емисијата ќе ја пуштите да слушнат. Гледачите ќе имаат можност да тоа. Главното за она што сме тука е нашиот нов спот на уште еден дует, тоа е темата Дома ми е најубаво. Автор комплетен на оваа прекрасна песна е ценетата колешка Благица Павловска. Текст и музика, аранжманот е на Љупче Павловски. И во неговото студио Анастасија го работи на овој проект. Локација на снимање Вевчани, Република Вевчани, држава, прекрасно место. За спотот многу нема да зборувам. Кога ќе биде промовиран пред публиката, ќе оставиме публиката да го каже за она што сме сработиле, дали вреди или не вреди, секако. А сега ќе се навратиме на она што во моментот го работиме и ќе го работиме нашите краткорочни и долгорочни заеднички планови, бидејќи со Благица долги години соработуваме. Така, на некој начин ви тргнаа дуетите заедно со Благица, дури постанувате и препознатливи пред публиката по дуетите. Да, јас би сакала да кажам за Многу љубови песната, јас снимивме негде 98 година. Во тоа време јас имав многу песни, многу хитови кои беа многу актуелни, а ке речам друго дека некои песни им треба време за да дојдат на своето место. Како што знаеме, има и други хитови што после 10-15 години станаа мега хитови во ова време. Посебно ми е драго затоа што таа песна во тоа време сме работеле баш онака од срце. Со љубов спремавме песни и во тоа време се слушаше музика, се слушаше ново компонираната музика.
Би го пофалила Сашко Митковски, нашиот композитор на песната Многу љубови, а текстот секако јас се потрудив да го напишам и ми е драго што како таков е застапен и на многу им се допаѓа и како текст и како музика и воедно нашиот дует Владко и Благица. И често пати кога одам некаде, често пати на свадби, специјално поради таа песна, сум гостинка на свадбата. Значи, зато и се пее по многу пати. Значи, посебно ми е драго и драго ми е што повторно еве со Владко снимивме друга песна. Моето срце чука за тебе. Едноставна, а убава. Значи, во песна и не треба многу текстови, некогаш се претирува во тоа, затоа што да има помалку, а да има спој со музика и така со аранжман. А воедно би сакала да кажам за третата песна која треба да ја чуете. Јас верувам дека веќе ја слушнале зашто е веќе и пуштена во етер. Дома ми е најубаво, ете се договорив со Владче да ја направиме заеднички. Инаку таа буквално е машка песна. Јас така ја имам направено, меѓутоа не значи дека ние жените не можеме да се најдеме во песната. Ја чувствувам посебно затоа што одам од тоа што кога нашите доаѓаат од странство, се враќаат и кога се дома, навистина ги длабоко во душата и во срцето влегува таа песна. И драго ми е што ете успеавме да направиме и таа звучи фантастично. Се надевам дека инаку песната е направена од мојата душа и моето срце, а аранжманот Лјупче Павловски со кој веќе долго време соработувам. Инаку ние соработуваме со многу автори. Имаме и различни песни од сето она што го имам до сега. И е така многу поинтересно кога некој друг ќе направи, така се енергиите се менуваат во песните, стилот на песната, начинот на интерпретација и така и со Владче. Значи, драго ми е што соработуваме и верувам дека во иднина Владче нешто предложи да организираме нешто заедничко како концерт и така натаму, но да јас до сега требаше да направам. Но како викаат нека направат сите, па јас на крај ќе направам. Така. Има време. Да, има време. Во секој случај јас бев скоро на Милан Завков концертот, му бев гостинка затоа што имав од него авторски песни. Мораш душа да ме разбереш и познатата хит песна. Така. Наум имаше сега исто концерт, во минатата сабота. Слушам дека фантастично било, а не бев, жал ми е што не бев, од одредени причини. Им посакувам многу успех на сите колеги кои и како да планира и да направи концерти. И ние во иднина. И воедно би сакала да кажам, од се најважно ми е да има мир во нашата земја, да има во светот мир, генерално да има мир. Да нема никакви војни, само така, само љубовта да владее и песната да живее. Токму така. Мое мислење од срце го кажам. И порак. Значи само така би можеле ние да обстанеме како луѓе, како сите нации на свет. Зашто ако нема мир, ништо нема да се случува и нема да биде сето она што се трудиме да го правиме со љубов и со радост, нема да биде од срце направено. Ќе биде со некој страх и така натаму. Се надевам дека ќе биде стеборе. Така. Благица, до вас имам прашање. Вие, значи, сега пред малку ги споменавте, не можам да те заборавам, мораш душа да ме разбереш, Стамбул град, значи, изфрливте голем број хитови во еден одреден период од вашата музичка кариера. Колку од тогаш фолк музиката до сега се измена во Македонија? Песните постојат, се слушаат, хитовите, се слушаат. Да. Меѓутоа, во овие времиња
нешто друго се менува. Значи, карактерот на луѓето што ги држат главните медиуми. Значи, моje мислење, ако, значи од главата почнуваме, ако тој ја сака подеднакво народната и забавната и сериозната музика, и има професионален пристап кон нас, уметниците, тогаш ние би постоеле на медиумите, можем да кажем и на македонската телевизија и на сите. На локалните медиуми постоиме, меѓутоа централната, главната телевизија која треба да не промовира и да ја штити македонската песна, го нема. Значи, зависи од главниот директор на телевизијата кој треба да допринесе, да ни овозможи да има емисии музички повеќе. Затоа што се повеќе и повеќе комшиите наши тоа го прават. И го прават опасно со некој свој менеджмент и тоа навлегува во порите на нашата земја. Искрено јас си кажам, исто, и јас гледам. Значи гледам затоа што ми е интересно. Кога кај нас истото би се случувало, не би имало никаков проблем во однос на нашата народна музика и љубовна, и забавна, и народна, и генерално би биле сите задоволни. Сметам дека треба да се апелира, да се овозможи. Значи, дефинитивно, јас неколку пати кога се консултирам со некои луѓе од телевизијата, вика, па не ми дозволува директорот, нели? Значи, од некој уредник, значи, зависи дали ние ќе постоиме во медиумите или нема да постоиме. Или е тоа само сега вака привремено. Не би сакала да се случи нешто лошо за да се активира, да дојде музиката во момент кога ни е најтешко и кога ни е најлошо, тогаш да викаме ура со песен. Значи ние треба да постоиме во секојдневниот живот, затоа што е музиката движач на енергија, движач на љубов, движач на успех, движач на радост. Дефинитивно навлегува во сите пори каде што може да навлезе музиката.
колам јас во моите очи зелени, како тебе жена, знај не постои. Јас по светот мила имав многу љубови, но ни една од нив срце не ми освои. Ти се колам јас во моите очи зелени, како тебе жена, знај не постои. Јас по светот мила имав многу љубови, но ни една од нив срце не ми освои. Ти се колам јас во моите очи зелени, како тебе жена, знај не постои. Јас по светот мила имав многу љубови, но ни една од нив срце не ми освои. Ти се колам јас во моите очи зелени, како тебе жена, знај не постои. Владко, Да не се покоруваме, само ќе додадам време е за национална стратегија за чување на македонската музика, Така. бидејќи соседите вешто ни ја крадат песната, а после тоа ни го крадат и идентитет. Верувам немаат свој идентитет, па им е потребен нашиот. Па потоа нели тие тези не постоиме вака нака, значи треба веќе маските да паднат, да погледнеме на вистината во очи. Благице го спомна македонскиот национален сервис Така. МРТВ. која на времето важеше на вистина за голема почва, расат на македонската музика. Меѓу Така, да. Значи, не можам да сватам, се случуваат некои парадоксални ситуации Така. во македонскиот етер, еден македонски национален сервис да нема една музичка емисија. А за тоа имаме огромно музичко творештво. Зошто е сето тоа? Така. Така да Инаку квалитет има кај нас, има добри Секако. пеачи, треба простор за да излезе на има и површина. песни. Така. Значи, има многу поквалитетни песни него што она се презентира од нашиот полуш. Сега затоа е Ин ТВ. Така, токму затоа сме ние тука. Кој што вредно Да. ги следат и ги подржуваат. Секоја пеачи. чест некој Така. веќе постои кој некаде нешто ќе презентира за да нашиот народ овде и пошироко Така. има можност да ги задоволи своите страсти од музички. Така. Значи она што сака да го чуе, што ќе го поврзе со неговата земја. Јас тоа сум го почувствувала многу оддавна кога излезе Добро утро Македонија. Еуфорично кога го снимих тоа CD, сите песни беа добри. Ама јас се уште не ги доживеав, се додека не отидов во Австралија. Така. И кога таму заминав и кога ја слушнав ова Добро утро Македонија, мене косата ми се крена. Се најдов во ситуација да бидам странец во друга земја Така. и да почувствувам таа енергија која ми е потребна за својата земја. Така. Тоа е Музички, Да. музички амбасадор. Обичен Да, да пример. да. Навистина ова е сериозно. Значи јас се додека тука ги снимав песните и ги слушав, се беше окей. Ама кога отидов таму и кога почна да се врти песната и само што ја слушнав, значи јас се најажив онака од срце, ми дојде некако не поради тоа што јас имам песната, него поврзаноста Да. таму некаде е Македонија, Да. тука сме ние сега. Да, токму така. Владко, што после овој дует на музички план? Дали подготвуваш некои нови песни, ново CD можеби? Вака, морам да се извинам на публиката, посебно на моите обожаватели, бидејќи една година веќе досам со промоција, со издавање на мојот нов албум, но ништо не е случајно, не сакавме со целиот тим да брзаме, сакавме да ги завршиме сите песни онака како што професионално треба да бидат сработени. Веќе го имаме снимено спотот на темата Прости ми мајко со актерите Ванчо Петрушевски, Гоце Тодоровски, Владе Дојчиновски и Дубравка Цицелички.
Така да во оваа прилика ќе ветам дека спотот што денеска го снимавме на темата Дома ми е најубаво и Прости ми мајко ќе бидат во исти термин промовирани двата спота. Значи се е сработено, останува само промоција на двата спота и веднаш потоа ќе следува и промоција на новиот албум со 16 нови песни и 2 бонус, така да ќе им понудиме на слушателите, на обожавателите многу музика. Така, токму така. Во меѓувреме со Ване се договоривме да снимиме уште еден спот на темата Заводник. Тоа е дуетот со колегата Маријан Коцев, значи некако ми појдува дуетите. Така. Тоа е на фраерска приказна, така да верувам дека ќе си пронајде своја публика и е потенцијален хит. Така. Така, Багица, колку помладата пејачка популација побарала помош од вас, можеби на музички план, секако можеби и песна од вас? Млади колешки. Да. Вака, јас сум секогаш расположена да помогнам онака колку што можам и така, како што можам. Јас работам песни сега, меѓутоа се уште од женските, од младата популација, се уште не сум дала песна да испее моја, но затоа имам дадено песни на машки пејачи. Така. Можеби песните биле такви, па сум ги дала на машки, инаку имам понудено, значи, без некои математички пресметки. Зашто јас песната ја сакам од срце и не дека не ми требаат пари, како на сите ми требаат пари, нити имаме повеќе, нити помалку. Да. Меѓутоа, јас сум расположена и во однос на, да речеме, во однос на избор на песни. Така. Што е многу важно. Јас во тоа до сега барем не сум имала промашај. Мораше да има во секое CD по некој хит. А да не кажам дека сите песни ми биле Хитови, да, токму така. Да, на некои CD-ња биле сите. И тоа е всушност мојот избор на песни. Секоја песна е одбрана, секој, мене и други ми пишува, значи ми пишуваше Радмила, Цело Скопје, Битола, големите хитови, Добро утро Македонио, значи сите тие се по нарачка, сакам да биде оваа песна тоа, сакам да биде оваа песна тоа, сакам да биде оваа песна Скопје. Значи Скопје кога ја снима во студио со Дамир Дамир, негова е песната, текстот е на Радмила Митровиќ, кога ја снимав во студио, се сеќавам добро, кај Мите Тралала ја снимав, Мите и Дамир се гледаа вака, никако, ем симпатично, ем со прашалници. Да. Ама песната стана хит. Значи, се сеќавам на тие, сакам да кажам, сите тие песни се по моја желба и мој избор. И секогаш имам идеја за во момент сега за што сакам да пеам. И бидејќи имам зад себе многу љубовни, многу тажни, многу вакви, многу такви, а сега го имина. Повеќе сакам да пеам позитивни песни, не сакам да пеам онакви оди шетај, каде после мене, да тие песни остана траен белек, да. Секој се наоѓа на некој свој начин. Сега многу сакам повеќе вака по-позитивни, добронамерни песни, нека и љубовни. Не сакам да се навраќам, затоа што јас го поминав тој пат. А велат, ако не го поминеш тој пат, значи немаш искуство, не можеш да се најдеш во сето тоа. За жал, во тие сите искушенија бев јас дел од секоја песна. Нешто ми е драго, него тоа така требало да биде. Значи, во моментот како сум се чувствувала, така сум пеела, тоа сум сакала да пеам. Значи, кога бил момент да речам, сакам сега, Радмила, да ми напишеш текст, оди шетај мртовци за мене. Ете, тоа така. Тоа, ете, нека оди само во песната да не биде така буквално. Никако не, од срце го бркаш од себе, ама да не биде мртов. Так, да. Ни следува престои летниот период, дали вие веќе исполнете ангажмани, работни турнеи, можеби патувања надвор од нашата земја? Јас сум повеќе
насочена кон приватниот живот, сакав да малку да си посветам, сега сум во брачна заедница и си живеам фантастично. Мојот сопатник е постојано со мене. Прекрасно. И немам никаков проблем со него, за разлика од многу оддавна некои. Живееме баш онака спортско, рекреативно и ми е драго во овие години да можам да си ги уживам. Така. Тоа што посакував да во Охрид да имам едно гнездо, успеав да го имам. Значи, тоа ме прави среќна, порано го сакав Охрид, сега уште повеќе. Инаку не обожавам многу хотели, затоа што сум презаситена во сите овие години, некаде сме сместени по хотели и ваму таму. Ја сакам таа домашната атмосфера, успеав, еве, после, да речам, 8 години зборувам едно исто. Сакам во Охрид, сакам во Охрид. И тоа ми се оствари, таму каде што сакав ми се оствари. Значи, не сакав во градот, сакав покрај езерото. Градот, така. Значи, кога ќе станам, сакам птиците да ме будат, тишината да ме разбуди и да уживам, за да можам да креирам повеќе. Инспирација. Да имам инспирација. Ма се уште не сме заседнати како треба, се имаме нешто тамо, нешто во Скопје, нешто тамо, нешто онде. Да. Во секој случај, сега кога доаѓам тука, како нова да си доаѓам во втората дома. Прекрасно. Тоа ме радува и сум среќна и се надевам ки имаме некои веќе закажани свирки. Се надевам да Владче сака да одиме тамо далеку во Австралија, кај што се кенгурите. Така. Кенгурчето. Така. Здравје Боже, инаку јас имам многу пријатели, имам во Сиднеј пријатели, Кире Берберот, морам да го најавам. Он во саботата имаше, кој беше датум во саботата? 22. Свадба за својата керка и како пар екселанс за свадбата нешто, ниво на ниво. Така. Лукс свадба. Со тоа што он ќе има свадба и во јули, втора свадба и за керка му, значи ќе има две свадби, а таму мислам дека пеа Новица и Татјана Лазаревска. Поздрав до нив, верувам дека ќе не гледаат. Да, сигурно. И туку што денеска се слушнав и рече дека фантастично поминале на свадбата. Имаме пријатели во Мелбурн, во Перт, имаме секаде. Најдраго од се во мојот живот, за целата моја кариера, што сретнав пријатели и секогаш ќе ги имам, и како викаат, во секоја земја, во секој град имаш по еден дом. Да. Има ли нешто побаво кога ќе стигнеш во Мелбурн, кога ќе стигнеш во Сиднеј да те дочека некој што искрено те сака? Но за возврат, кога они доаѓаат, ние ги дочекуваме, ние се дружиме со нив и за се што е потребно, тука сме. Обострано. За забава. Треба тука сме. Тоа ме прави среќна што тие сите години уназад кога ќе ги спомнам, сум запознала луѓе со кои ден денес се дружам и сум пријатели. Нема ништо подобро од тоа да оставиш добар впечаток, за да тоа не се пишува, не се црта, тоа е чувството на самите нас, како ние функционираме во нашиот живот. Ако имаме љубов и ако сакаме, всушност со љубов се прави, и музика, и песна, и дружба, и така натаму. Сето тоа е пропратно во нашата професија. Ние се дружиме, ако не се дружиме, не би имало смисла. Да, нема смисла, сигурно. Не би имало смисла како понатаму би функционирала. Јас кажа пред малку, најважно е во овој свет да има мир, зашто тие предскажувања постојат. Значи, нешто се надофрлува, меѓутоа да надвладее сето онака човекот, да надвладее мирот и разумот. Точно така. Да има мир. И многу ми е драго што сме денеска гости кај вас.
се надевам пак ќе се видиме, се договоривме веќе, јас имам песни кои треба да ги слушат и сега ги бараат да се освежат. Така, да. Да се освежат, Така. а и јас да се освежам. Нормално, Благица, повторно ќе ни бидете тука, значи со снимање на повторно оние стари хитовски рефрени кои што ги отпеавте. Кои никогаш не умираат. Токму така, Владко повели Кога со е муабетот за настапите, Така, значи настапите. летниот период е период кога нашинците од ширум светот доаѓаат во родната Македонија, така да не е многу практично за патување во диаспората или за било каква турнеја. Тоа значи дека летниот период ќе го поминам на многу семејни веселби, пред се свадби. Следува, како што кажав, промоција на новиот албум. Веќе сум во преговори со неколку менаџери од диаспората, така да откако излезе новиот албум, ќе договориме и турнеја, веќе еве и со Благица се договараме тоа да биде заедничка турнеја и нашата соработка толку долгогодишна заслужува една турнеја заедничка, пошто веќе не препознава во заедничка комбинација. Имаме многу заеднички пријатели пред себе во Австралија, еве ќе искористам оваа прилика да го поздравам мојот брат и иден кум Нунко Ѓорѓи Михајлов од Сиднеј, Трајче Гулевски, Циме Бричот, кој што секогаш се грижи за нашите новитети да бидат експресно презентирани пред публиката. И го поздравам Крис Јаневски од Волонгонг, Аце Петровски од Мелбурн и Пеце Дамевски од Сиднеј, да не го заборувам, мој голем пријател, постојано комуницираме и сите што не познаваат, другари пријатели. Еве, поздрав и од мене и од Благица, од дирекцијата. Така, супер, За кој одлично. направив песна. А и таа ќе испееме во кога ќе снимаме, ќе Така, испееме. обавезно. Така, Да. мене ми простанува да ви се заблагодарам за остварениот разговор и Ни со оглед беше на задоволство. времето, така, со оглед на времето што ве очекуваат обврски, да ве ослободиме да одите да го снимите видеозаписот и секако со новитети ве очекуваме повторно тука во нашето студио. Јас сум престрекна денес што сме тука, погодово во. Да. И времето се погоди идеално. И за Владче да кажам дека high professional person. Ако English, ако може. Да, секако. Дозволете. Секако. Значи, професионалец со свој стил. Секоја чест, она што го работи од срце, со љубов, Посветено. всушност и се вложува финансиски за да добие резултат позитивен. Така. И многу ми е драго што соработуваме, навистина го запознав овие години Владче, му посакувам многу успех. Од срце. Така. Покрај тоа што имаме ние заеднички песни, во секој случај он и сам треба да плива на него. Така. Значи, треба да исплива со своји хитови. Јас го слушав материјалот кога се доаѓавме на него. Мислам дека неговите песни ќе си го најдат своето место. Комерцијално, сега практично сега ние сите спремаме песна за свадба, песна за тугина, песна. Тоа мора да има, затоа што И тоа е барано. нашинците Така. треба да се најдат во некоја песна, свадбарите во некоја песна, оние кои крштеваат треба да се најдат, и јас тоа го имам направено. И тие луѓе се среќни кога ќе слушнат таква песна, затоа што секоја песна си прилега тамо каде што прилега да се слуша и да се бара. И мене ми е драго што навистина голем труд вложил и квалитетно звучи. И верувам дека ќе му биде успешно ова CD. Така. Големи успеси на двајцата и се најубаво. Јас некако сум така флегматична, сакам да сум тука, не сум борец за да бидам да го водам орото прва. Има проток на млади пеачи и тоа е добро. Значи мора да се сврти тркалото. Повторно ние ќе се појавиме да оживеат песните кои ние сме ги испеале и сме ги направиле. Така. Во секој случај, кажав, јас им посакувам на сите успех. Сосема за крај ми останува да ви се заблагодарам за вашето учество тука во Импродукција и да ви посакам многу успехи понатаму на двајцата. Ви благодариме, ни беше задоволство. Благодарам. Благодарам и јас од срце, во секој време тука сме за гости.
Кажи му, најмила моја, за мене чука твоето срце. Ако ме некој праша, кој е во моево срце? Кажи му, најмила моја, за мене чука твоето срце. Чука, чука моето срце, само за тебе. Чука, чука твоето срце, не може без мене. За тебе живеам, без тебе не можам. Се дочука ова срце, со тебе ќе останам. Ако ме некој праша, дали јас љубам некој? Во срце ме носиш, мила, кажи нека знае секој. Ако ме некој праша, дали јас љубам некој? Во срце ме носиш, мила, кажи нека знае секој. Чука, чука моето срце, само за тебе. Чука, чука твоето срце, не може без мене. За тебе живеам, без тебе не можам. Се дочука ова срце, со тебе ќе останам. Ако ме некој праша, за кого песни пееш? Кажи му, најмила моја, за мене живееш. Ако ме некој праша, за кого песни пееш? Кажи му, најмила моја, за мене живееш. Чука, чука моето срце, само за тебе. Чука, чука твоето срце, не може без мене. За тебе живеам, без тебе не можам. Се дочука ова срце, со тебе ќе останам. Верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај на оваа наша сцена. Доколку е тоа така, повторна средба ви закажуваме за точно 7 дена, односно следната сабота. За крај да ги поздравам оние кои што се грижат за мојот изглед, бутиците Мис Сара од Струга. Доколку сакате да изгледате вака, но и во многу други нови модели, особено за матурантите, посетете ги двата бутици кои што се наоѓаат во Струга. Голем поздрав до вас, секое добро и останете ми во добро и пријатно расположение. Довидување.